Три недели по смртта на Лиам Пейн, обвинителите во Аргентина ја отфрлија можноста за самоубиство како причина и обвинија 3 лица. Аутопсијата на звездата од One Direction покажа дека неговите повреди не биле од самоповредување или физичка интервенција од други лица. Тој починал од повеќе повреди кога паднал од балконот на третиот кат од неговата хотелска соба во Буенос Ариес на 16 октомври на 31 годишна возраст. Откако La Nation објави дека персоналот на хотелот Casa Sur повикал полиција пред инцидентот за да пријави агресивен човек кој можел да биде под дејство на дрога или алкохол, извештајот за токсикологија открил повеќе лекови во неговиот систем во моментот на смртта. Тројцата осомничени кои не се идентификувани се обвинети за напуштање на лица што резултира со смрт, снабдување и олеснување на употреба на наркотици. Судијата им забранила да ја напуштат земјата, но никој не е уапсен. Академијата за снимање објави дека Тейлор е првата жена номинирана 7 пати во категоријата Албум на годината. Овој пат таа беше номинирана за албумот The Tortured Poets Department. Со ова пејачката го собори својот претходен рекорд кога нејзиниот број на номинации беше изедначен со пејачката Барбара Стрейсанд, која имаше 6 номинации за албум на годината. Покрај тоа што беше номинирана за албум на годината, Тейлор беше номинирана и во категориите Снимка на годината, Песна на годината и Најдобро музичко видео. Тейлор Свифт има вкупно 58 номинации во кариерата и освоено 14 награди. 4 пати ја доби наградата за албум на годината, Fearless во 2010 година, 1989 година во 2016 година, Folklore во 2021 година и Midnights оваа година. Музичарот и композитор Марко Виденовиќ ја имаше концертната премиера насловена како Мевлев, која привлече голем број љубители на музиката и поезијата. Публиката уживаше во уникатната атмосфера и во прекрасно изведената музика создадена специјално за овој настан. Виденовиќ заедно со својот состав ги изведе композициите кои сам ги компонирал, комбинирајќи ги со поетско читање што остави силен впечаток на присутните. Песните кои тој ги рецитираше во спој со музиката предизвикаа воодушевување и топли емоции. На почетокот на премиерата Виденовиќ ја поздрави публиката со зборовите: "Добра вечер на сите, јас снимам многу да зборувам вечерва, ние музичарите зборуваме преку музиката. Ќе посекам да ја чуваме битола и да ја направиме уште побава отколку што е." Forty Fingers е италијанскиот квартет со акустични гитари што ги освои срцата на публиката широм светот. Со преку 350 милиони прегледи на социјалните медиуми, ова извонредна група се здоби со меѓународно признание преку нивните инвентивни реинтерпретации со 4 гитари на класичен рок, поп хитови и омилени филмски и ТВ музички теми. Меѓу нивните најголеми признанија добија официјална поддршка од групата Queen, која ја поздрави нивната изведба Bohemian Rhapsody и ја сподели на нивната официјална веб страница.